Празникот на антифашистичкото востание 11 октомври со пригодна програма беше одбележен и во Штип. Вооруженото востание кое започна на денешен ден е од исклучително значење во долготрајната народно-ослободителна борба. Над 800 борци од Штипско ги положија своите животи за слободна Македонија. Борците од Прилеп и Куманово се првите кои ја започна борбата против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја. Вооруженото востание е започнато на 11 октомври 1941 година представува исклучително значаен историски чин во долготрајната народно-ослободителна борба на македонскиот народ. Активноста на овој партизански одри е скромна, но представува иницијална каписла за продолжување на борбата. 11 октомври е ден на македонската историја, кој нас не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. Сите што го положија животот на олтар на слободата заслужуваат почит и ние треба да се сеќаваме на тие возвишени моменти, затоа што ние сега уживаме во слободата, истакна градоначалникот Захариев. Но и денеска треба да се бориме за Македонија, да се бориме на еден подруг начин, не со пушки во рацете, туку со многу работење, да направиме економски просперитет, да изградиме што повеќе фабрики, да направиме одлична инфраструктура, да направиме здравствени организации, да направиме убави училишта, детски градинки, добра инфраструктура за да народот ни живее навистина убаво и добро. Мислам дека ако ние тоа го направиме, ќе им се одложиме на тие генерации кои навистина загинаа за Република Македонија. Во чест на денешниот празник пред споменикот на револуцијата Истар, градоначалникот на општина Штип, представници од локалната самоуправа, политичките партии, армијата на Република Македонија и Сдружение на граѓани положија свежо цвеќе, а учениците од основните училишта пред присутните ги читаа своите литературни творби посветени на 11 октомври. Исто така и во општина Делчево со положување на свежо цвеќе пред бистата на нападнатите борци во центарот на градот го одбележаа 11 октомври.